Антибиотиците се неселективни генерално во своето делување или одредено селективни. Тие покрај лошиве патогени бактерии кои што треба да ги исчистиме од организмот, ги уништуваат и добрите бактерии, односно интерферираат со нормалната цревна микрофлора која што имаме во цревата. Со самото уништување на добрите бактерии ние доаѓаме до соодветни нуспојави кои што се како резултат на намалување на нивната концентрација. Кои се друго во животот имаме тука една компетиција помеѓу доброто и лошото. Да. Ако добрите бактерии кои што ни требаат за нормален метаболизам, за нормално користење на хранливите компоненти од храната ги уништиме, заедно со патогените, ќе настанат проблеми кои што се видливи и јасни симптоми кои што секој човек може да ги примети. Дали ќе бидат од тип на гадење, дали ќе бидат од тип на некој метеоризам или флатуленција во гасови во организмот, или ќе бидат од тип на диареја, значи пролив, или обратната ситуација, запек, односно обстипација. Значи, се тоа состојби кои што генерално се случуваат, можат да се случат како резултат на примена на антибиотици,